Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања предлага Собранието на Република Македонија да им го одземе имунитетот на шестеми пратеници на ВМРО-ДПМН заради нивното учество во настаните во Собранието на 27 април. Комисијата е должна во рок од 2 дена да го достави извештајот до председателот на Собранието. Врз основа на извештајот, Собранието најдосна во рок од 3 дена од добивањето на барањето за притвор на пратеникот одлучува по барањето. За одземање на имунитетот на пратеникот потребно е двотретинско мнозинство. За Крсто Муковски, Љубен Арнаудов, Сашо Василевски, Жаклина Пешевска, Љупчо Димовски и Јохан Тарчуловски, судија на претходна постапка побара симнување на нивниот пратенички имунитет заради одредување на мерка притвор, како осомничени за време на протестите од 27 април. Комисијата за мандатно-имунитетни прашања со поединечно гласање за секој од 6 пратеници, со 5 гласа за и 0 против го одобри барањето за симнување на имунитетот. На комисиската расправа не присуствуваа членовите од ВМРО-ДПМН, ниту пак пратениците за кои се бараше одземање на имунитетот. За настаните од 27 април осомничени се 36 лица, од кои на 13 судија на претходна постапка им одреди мерка притвор во траење од 30 дена, а на 6 осомничени им е одредена мерка домашен притвор. Полицијата се уште трага по 12 лица. Издадени се наредби за 36, по 12 лица се уште се трага, тие се најверојатно во Република Македонија. А дали ќе се распише потерница натре во Македонија? Тоа е работа на обвинителството и на судот. Од ВМРО-ДПМН е трет ден на протести поради, како што велат, политичкиот прогон, атакот врз Македонија. Излегуваме на протест за да им дадеме човечка, лична и несебична поддршка на сите оние кои заради патриотизам се обвинети за тероризам, политички и неправедно, порача синоќа Антонио Милошовски. Ова нема да трае вечно. За 1 година, за 2 години, за 3 години. Ова ќе се смени. Но реваншизмот, кој што денес некој го прави на политичка основа, ќе роди само нов реваншизам. Неправдите кои што некој ги спроведува и се изживува врз недолжни луѓе, ќе родат други неправди. Затоа апелот е и до Министерството за правда, и до обвинителството, и до судовите. Не правете неправди затоа што ќе се родат други неправди. Не правете жртви затоа што тоа ќе донесе нови желби и мотиви за реваншизам. Не правете од Македонија поделено општество каде што луѓето, граѓаните и народот ќе ги поделите меѓу себе и каде што ќе се гледаат преку желбата за реваншизам и за одмазда. За настаните во земјата повторно се огласија и дипломатите на странските земји. Амбасадорот на САД во земјава Джейс Бејли порача дека виновниците за насилствата во Македонското собрание треба да одговараат, но мора да се почитува и презумпцијата на невиност. Како што веќе кажавме, ние како пријател и силен поддржувач на Република Македонија ги следиме овие важни случувања. Полицијата, обвинителството, судскиот систем треба да постапуваат транспарентно во целосно почитување на највисоките стандарди. Секако ние, Европската Унија, рековме дека одговорните за настаните од 27 април треба да понесат одговорност, но процесот исто така мора да ја почитува и презумпцијата на невиност. Од британската амбасада во писмено соопштение порачаа: настаните во парламентот на 27 април беа насилни и заслужуваат детална истрага, со последователни постапки низ судски процеси, доколку е потребно. Важно е се да биде транспарентно и да се почитуваат институциите, стои во реакцијата на британската амбасада.